Некогашното рибарско село Трпеица денеска туристички бисер на Охридското езеро со своите прекрасни природни убавини, цркви до кои се стигнува само по вода, плажа со кристално чисти води и бисерни камења. Векани да го посетите и да го доживеете овој дел на Охридското езеро кој според многумина е најубавиот дел од езерскиот брег. Селото истовремено се наоѓа на падините на планината Галичица и брегот на Охридското езеро, со своите тесни сокаци и живописни куќи, распоредени каскадно, така што од секоја може да се види езерото. Трпеица плени со еден спој на старото традиционално и новото модерно, па така во селото на магистралниот пат ќе ве пречекаат крави, а на плажата глисери и понешто вакво. А токму, плажата во Трпеица е таа која најмногу ги привлекува туристите, прекриена со мали бисерно-бели камења, кои што блескаат во кристално чистата вода. Плажата во селото многумина ја сметаат за една од најубавите на езерскиот брег. На плажата може да изнајмите педалинки, даски за веслање или да се качите во некој од такси кајчињата кои што ќе ве одвезе до црквата Света Богородица Захумска, потоа до пештерската црква Свети Никола или до познатата карпа која што стои исправена во езерските води и како најголем камен во езерото привлекува кајчиња, катамарани и пловила со туристи кои што се фотографираат токму пред овој камен. Но да одиме поред. Од Трпеица до црквата Света Богородица Захумска, доколку се превезете со такси кајче, ќе се возите околу 15 минути во еден правец, а доколку сте спортски подготвени, можете да користите и даска или педалинка. Додека пловите кон Заум, поминувате покрај живописниот брег на езерото и пред вас ќе се отворат прекрасни пейзажи на планината Галичица. Ќе гледате карпи кои што гордо стојат исправени над перфектно чистите езерски води, кои пак тука имаат посебна убавина и менуваат различни бои од зеленкасти до тиркизно сини. На крај пред вас се отвара поглед на прекрасна бела плажа, над која стои црквата Света Богородица Захумска. Од надписот на влезната врата дознаваме дека Заумската црква е подигната за време на владеењето на цар Урош во 1361 година. Сместена е во многу тешко пристапно место под карпестиот гребен на Галичица, наречен Голем осој, и до неја може да се стигне само по вода со некакво пловило. Црквата има прекрасно уреден двор и летниковци кои што тонат во ладовина од сенки на столетните дрвја. Овде може да се помолите на Бога и да одморите. Плажата пред црквата е посебно убава и плени со неверојатна бела боја на камења со кои што е прекриена, а тука, пред оваа плажа, е и најдлабоката точка на Охридското езеро, кое на ова место достигнува длабочина од 289 метри. По престојот во црквата тргнавме назад кон Трпеица, попат застанавме на другата страна од селото. Ова мало е познато како надол и пред него се протега плажа која што е една од најмирните лагуни на езерото, чии што бои варираат од светло-зелени до тиркизно сини. Пештерската црква Свети Никола е помалку позната во јавноста. Се наоѓа на околу 1 километар од селото, во мала пештера која што е во карпа високо издигната над езерото, а над црквата подигнат е крст. Пред црквата има прекрасна лагуна и плажа прекриена со камења, додека во водата има две големи карпи кои пред векови се откорнале од брегот. Познатата карпа кај Трпеица е уште една атракција во овој дел на езерскиот брег. Овој голем камен стои високо издигнат среде водата и атракција до кој што туристите доаѓаат со пловила или пливајки низ кристално чистата вода.
Од страната на брегот, плажата до овој камен е поплитка и тука можете да застанете и да уживате во водата, додека од другата страна езерото е подлабоко. Во Трпеца има и неколку ресторани кои што се на самиот езерски брег и каде се служи локална и интернационална кујна. Додека доколку одлучите овде да се сместите, имате најразлична понуда на соби и апартмани, од стари објекти градени пред 100 години во камен до модерни апартмани. Како заклучок, можеме да кажеме дека Трпеица е одлична дестинација, било да дојдете на еднодневна посета на незините плажи и цркви, да спортувате и да се рекреирате во лагуните на живописниот брег, или да се сместете и да останете во ова село. Или, како што многумина велат, секој, барем еднаш во животот, треба да ја види Трпеица и овој дел на Охридското езеро.